Ако некогаш семејствата екзистирале од платите на постојано вработените членови, денес повеќето семејства во Тетово живеат од пензиите на повозрасните членови на семејството. Поради големата невработеност и несигурните вработувања, пензиите стана единствениот редовен извор на финансии во едно домаќинство. Според некогашниот општествен работник, новинар и сегашен пензионер Гојко Ефтоски, повеќето семејства се доведени во ситуација финансиски да се подпираат исклучиво на пензионерите, а за жал тој износ кај наголем дел од нив не надминува 12.000 денари. Тогаш е јасно зошто голем дел од населението нема доволно пари за храна и плаќање на сметки во текот на еден месец. Јас сум веќе пензионер и тоа подолго време. Меѓутоа во мојата професионална дејност што ја обавував, имам и факти, и сознанија, и бројки кои ја илустрираат некогашната и сегашната состојба. Некаде до 1990 година во Тетово имаше вработени во предпријатија и во општествениот сектор околу 26.000, а беа 4-5.000 пензионери. Со распадот на тој систем претходен се растури Тетеш со околу 8.500 работници, Југохром со 5.000, Етко со скоро 2.000 и други такви предпријатија, и практично еден период остана народов без екзистенција. Сега денеска имаш 12.000 пензионери кои се главни носители на оние буџетски потреби во семејството. Освен тоа, нема работниве места, не се гарантирани. Со еден месец, за 2 месеца, за 3 месеца, неосигурани, необезбедени. И сега практично семејства се подпираат на овој, да речем, постојан приход во семејството, а тоа е пензијата. Колку таа стига во денешно време? Од моите сознанија, некаде 80% од пензионерите во нашето подрачје се луѓе околу 10 до 12.000 денари. Значи, само 20% се над овој просек. Како и да е, многу тешко е овде и затоа можеби имаме и голем одлив на млади луѓе во странство. Речи се секој трет граѓанин во Македонија, односно 28,4% од населението, нема доволно пари за храна и плаќање на сметки во текот на еден месец. Истражувањето на Институтот за економски прашања и политики Finance Think покажа дека 74% од населението живее само од плата, 4% исклучиво од пензија, 1% од населението од социјална помош, 2% од роднини од странство. Според Ефтоски, во Тетово, како традиционален печалбарски град, имаме малку изменета ситуација, па така еден многу поголем дел од тие 2% на национално ниво живеат само од парите што ќе им ги пратат роднините од странство, сопружници, деца или поблиски роднини. Не располагам со бројка, со процент, ама сум сигурен дека тоа е повеќе кај нас од колку 2%, бидејќи Тетово и Тетовскиот крај го одликува печалбарството. И порано и сега, а сега е, да речем, со едната нога на заминување. И предпоставам дека таа бројка е далеку поголема, да не речем околу 10%, ама сигурно се движи далеку повеќе од 2%, што го споменавте просекот. Според резултатите од истражувањето на Институтот за економски прашања и политики Finance Think, само околу 16,8% од населението успева да ги задоволи сите потреби, а на 12,7% им успева и да заштедат од месечните примања. Повеќе од половина од населението во Македонија не може да си дозволи барем еднаш во месецот да јаде во ресторан, а 78% не можат да купат ново парче облека или обувки еднаш месечно. Понатаму, според резултатите на истражувањето на Институтот за економски прашања и политики, 2/3 од граѓаните не можат да си дозволат да отидат еднаш годишно на одмор. За 91% од населението е луксус да си дозволат еднаш во месецот козметички третман или масажа, додека пак 76% од граѓаните за да заштедат не го возат автомобилот секој ден.